ставен на продажба и тоа вашиот председател на партијата, Сојузски. И ако требаше да го купи, не знам колку сте тексту информациите, тогаш се знаеше кој треба да го купи. И не беше продажбата објавена нека има лицитација, некој ќе се накала, требаше да го купи сам за некој. И до тоа се подлогуваше со периодот кога требаше да се отвара амбасадата во Битола. Дури популарите во градот се зборуваше и кој треба да има тоа зеленило околу и згради да гради. Почна и градови да се продаваат и станови. Значи, капата му беше скроена на офицерство. А за возврат, да кажувам дека се шпекулација, али беше има чар, има и ова. Да. Па и сите изнесувате и дел шпекулации тука. Значи, болницата била прекрасна. Прекрасна е може одна во фасада се кладе за да куп пари, ама внатре е скапана цела. И нема доктори. За жал. Што ќе правиме, ќе треба да помини време да покажеме што ќе правиме. Му беше тоаш како сугестија дадено да ја земи спортската сала Младост. Не се напати сам со некој што знам да ја земи спортската сала Младост, така да остана тоа што е добро да се земи да го бара. Барате пари од моменталната влада 2 милиони евра за реставрација на офицерски. Кој може да му верува нова локална самоуправа со тие луѓе внатре? Кој? Никој. Европска унија парите кои ги дава за инфраструктура во касарната ги дава директно на фирмите со подпис за изведена градежна книга. Институциите немаат поверење во одредени луѓе во општина Битола. Криминогени луѓе ја водат општина Битола. Знаете дека е така. Се побаруваат пари да се вратат на сметка со записници од Европска унија и то не е само еден или два. Телетер, парите кои се украдени барат дел назад. Никој тоа не го кажува од општинската администрација. Пари кои се најдени дека се проневерени, дека се пишани, дека се имплементирани во проектот ги бара назад. Ако е тоа пракса за вас, за некој не е пракса.